издание. Дронови. Тест за односите меѓу Анкара и Москва. И покрај предупредувањето од Русија, турски компании продолжуваат да го снабдуваат Киев со беспилотни летала. Администрацијата во Вашингтон започна национална иницијатива да го сузбија рачно изработеното огнено оружје без серијски броеви, кое тешко се следи по улиците во САД. Се повеќе жени возачи на камиони во Америка. Нивната бројка се зголемила на 260.000 лани. Добра заработувачка или предизвик за рамноправно со посилниот пол? Ке ви кажеме, останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен предупреди дека Русија може да ја нападне Украина во секое време и ги повика американците да ја напуштат Украина. Блинкен го издаде предупредувањето во Австралија, по средбата со лидерите на земјите од Австралија, Јапонија и Индија. Претходно тој повлече дека преферира дипломатско решение за украинската криза со Русија. Одиме понатаму со руското распоредување трупи за евентуален напад на Украина. Турските дронови ги обременуваат односите меѓу Турција и Русија. И покрај предупредувањето од Москва, турски компании продолжуваат да го снабдуваат Киев со вооружени дронови кои се покажаа клучни во конфликти. Дориан Джонс има повеќе. Како што Русија распоредува војници во близина на украинската граница, Турција продолжува да ја снабдува Украина со ново развиени наоружени дронови. Турција не е среќна со руската експанзија и што покажува сила во поранешниот советски простор. Таа ја поддржува Украина преку продажба на оружје и дронови. Од Либија до Сирија, турските дронови за брзо време стекнаа репутација дека се ефтини и ефективни. Тие го привлекува вниманието на светот во 2020 година, откако одиграа клучна улога во победата на Азербејџан на силите поддржани од Арменија во конфликтот во Нагорно Карабах. Но во Украина тие би се соочиле со многу потежок предизвик од страна на руските сили. Во конфликти како Сирија, Либија, Нагорно Карабах, турските дронови беа користени против воздушна одбрана со слаб квалитет. Сепак, руската армија поседува голем број на софистицирана опрема за противвоздушна одбрана. Во октомври употребата на турски дронови од украинската армија против сепаратистите поддржани од Русија, според аналитичарите, ја истакнаа важноста на дроновите, не само од воен аспект, туку и психолошки. Тоа ги зголеми моралот не само во украинската армија, туку и генерално во јавноста и ни покажа дека украинците може да се бранат себе си. Исто така ја направи Турција поистакната како сојузник. Русија брзо ја осуди украинската употреба на турски дронови. Турскиот и рускиот председател развија цврсти врски, истакнувајќи ја загриженоста во НАТО. Турција во голема мера зависи од рускиот газ и соработката во Сирија. Но ако дроновите произведени во Турција на крајот допринесат за руски жртви, билатералните односи би можеле да најдат на голем проблем. Турско оружје и дронови ќе бидат користени од украинската страна и тоа не би било многу прифатливо за русите. Ако Турција биде принудена да бира, таа ќе се сврти кон Западната алијанса и НАТО, но многу е тешко да се предвиди дали Украина е токму таа можност. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган би сакал да помогне во олеснување на односите меѓу Украина и Русија, со надеж дека ако се избегне конфликт, Турција не мора да биде исправена пред тежок избор. Председателот Бајден неодамна во Њујорк ја истакна новата заложба на неговата администрација за борба против насилството и криминалот, вклучително и сузбивање на огненото оружје. Дописничката од Белата куќа Паци Видакусвари има детали. Њујорк неодамна регистрираше пораст на оруженото насилство што го натера градоначалникот Ерик Адамс да побара помош. Сите ние сме сведоци. Бевме сведоци на овие убиства и бевме сведоци на неуспехот на федерално ниво да се запре протокот на оружје во градот. Председателот Џо Бајден го посети полицискиот оддел во Њујорк за да се справи со сузбивањето на нелегалното оружје. Јавниот обвинител наложи на сите американски обвинители во САД да дадат приоритет на борбата против трговијата со оружје преку државните и градски линии. Администрацијата во Вашингтон ја започна националната иницијатива за справување на акција која има за цел да го спречи рачно изработеното огнено оружје без серијски броеви, кое што е тешко да се следи.
Тоа е сузбивање на нелегалниот проток на оружје продаден на југ, транспортиран до источниот брег и пронајден на местата на злосторството во големите градови како Њу Јорк. Американците имаат право да поседуваат огнено оружје со ограничувања утврдени од сојузните држави. Со републиканската опозиција изгледите за федерално законодавство што ќе ги контролира оружјето се слаби, оставајќи го Бајден само со извршни опции. Иако таквите акции се поздравени од активистите за контрола на оружјето, некои аналитичари се сомневаат. Федералната влада има досие дека е екстремно неефикасна кога станува збор за обидот да се бори против прашања кои правилно не се нејзина работа, работи како забрана на дрога или обиди да се наблюдува она што ние го нарекуваме полициска моќ на локално ниво. Тоа се активности кои ниту се посветени на федералната влада со нашиот устав, ниту се работи во кои федералната влада се покажува како многу добра. Посетата на Бајден во Њу Јорк исто така имаше цел да ги отфрли критиките од републиканците дека тој не бил доволно строг кон криминалот. Бајден ја отфрли пораката за нефинансирање на полицијата што ја туркаа некои прогресивни сили на неговата демократска партија. Ние не сме за нефинансирање. Ние сме за финансирање и обезбедување на дополнителни услуги што ви се потребни. Ни требаат повеќе социјални работници, ни требаат повеќе психолози за менталното здравје. Бајден посети училиште и разговараше со локалните водачи за програмите за интервенција при насилство во заедницата. А за крај на News Flash, во време на актуелни протести на канадските камионџи кои се прелеваат и во САД, недостигот од возачи во Америка води до проблеми за потрошувачите и бизнисите. Но што прават некои компании? Карина Дейсус вежба како да паркира камион со приколка на Мирна улица во Бронкс, Њу Јорк. Таа вози училишен автобус, но сака да научи да вози камион. За да научи паркирање, се запишала на школата за возење комерцијални возила во Њу Јорк. Не го гледам како предизвик. Ако можат мажите, тогаш можат и жените. Најважна е еднаквоста. Знам дека како мајка за мене ќе биде тешко, но не планирам да возам во други сојузни држави, туку само локално. Според Американската асоциација на возачи имало околу 167.000 жени возачи на камиони 2001. Нивната бројка се зголемила на 260.000 во 2020. Другите малцинства, како афроамериканците, хиспанци, азијати, велат дека нивната застапеност од околу 26% во 2001 се зголемила на 42% во 2020. Se entiende realmente que es un poco complicado. Точно е дека малку тешка работа, но од економски аспект ова е можност за подобар живот. Според асоциацијата, ова индустрија има недостиг од возачи на камиони веќе неколку години и сега има недостиг од 80.000 возачи. Компаниите и другите бизниси ги зголемија платите и бенефициите за новите возачи. Сега како таксист може да заработа $1.000 неделно. Како возач на камион, веројатно меѓу 2.000 до 2.500 неделно. Школите за обука исто така имаат корист. Има зголемување од 50% и повеќе. Не ке можам да го удвојам тоа, но поради пропагандата и понудите на нови возачи има постојано зголемување. За да се справат со недостигот на возачи, бизнисите за превоз и групи од разни индустрии соработуваат со креирачите на политика за иницијативи како намалување на старосната граница за возење по патиштата. Но да се најдат нови возачи не е доволна само обука. Стотици возачи чекаат на тестови. Класовите се во сооднос за способноста на државата да организира тестирања. Се создава тесно грло во процесот на воведување нови возачи. Се очекува проблемот со недоволно возачи да се намали, но се чини дека ќе се смени и ликот на оваа индустрија во која доминира претежно бели мажи. Го гледавте петочки од News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Пријатна вечер, се гледаме в понеделник.